почитувана македонска јавност, зборуваме по точката за избор на членови на Советот за превенција на детско престапништво, а изборот е поради истекување мандат на членови на Државниот совет. Како член представник на Врховниот суд, мандатот истекува на Сонја Груевска, а како член представник на јавното обвинителство истекува мандатот на Љубинка Угриновска. Како нивна замена во Советот за превенција на детско престапништво се предлагаат Милчо Велјановски, советник во кабинетот на председателот на Врховниот суд на Република Македонија, и Елена Ивановска-Миновска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Скопје. Кандидатите имаат доставено биографии со сите нивни искуства, трудови и обуки, кои секако дека се многу важен сегмент при изборот за член на еден ваков совет. Но, доколку не работат честно, совесно, посветено и транспарентно, сите тие искуства и обуки ништо нема да значат. Државниот совет за превенција на детско престапништво е тело основано согласно Законот за правда на децата и е составено од 15 члена, кои мора да го поминат филтерот собрание и да бидат изгласани овде. 7 члена ги предлага министерот за правда и треба да бидат од истото министерство. Потоа имаме од Министерството за труд и социјална политика, од Министерството за образование и наука, од Министерството за внатрешни работи, од јавното обвинителство, каде што рековме дека доаѓа еден од денешните кандидати, и Врховниот суд, и на крај од Адвокатската комора на Република Македонија. 8 члена се избираат по пат на јавен оглас од редот на истакнати научници и соработници, кои што работат и се залагаат за заштитата, правата и интересите на децата. Советот работи пред се на заштита на деца малолетници од наркоманија, алкохолизам и други болести на зависност, потоа на проблемите кои незаштитените малолетници ги имаат во образовниот процес, а знаеме колку од оваа ризична група деца воопшто и не посетуваат настава и остануваат хендикепирани по однос на образование и воспитување. Како самостоен и независен во вршење на работите, Советот, меѓу другото, има надлежност и за пошироко запознавање на граѓаните со правата на ризичната група малолетници и навистина мора што повеќе да работат на ова, зашто јавноста мора да биде запознаена и информирана за сите проблеми во општеството, за да се подигне нивото на свест и секој кој што може да помогне во дадена ситуација да го стори тоа. Кога имаме едно вакво општество како што имаме, немаме здрава подлога за развој на децата, кои поради разни околности остануваат сами или искористувани и во секој случај незаштитени, па веројатно токму и поради тоа скршнуваат од патот и се втурнуваат во нелегални и незаконски авантури. Затоа овој совет и неговиот состав на членови се многу важни и многу е важно да соработуваат со повеќе институции и организации кои што се засегнати со правата на децата, но и проблемите на незаштитените деца. Но пред се треба да соработуваат со Канцеларијата на Народниот правобранител, а исто така и со Канцеларијата на УНИЦЕФ во Република Македонија. Советот за превенција на детско престапништво секоја година врз основа на податоците добиени од сите институции доставува извештај овде до нас, односно до Собранието на Република Македонија за состојбата со детското престапништво и дава препораки за подобрување на состојбите во делот на превенција. Во последниот извештај кој што ни е доставен се забележани еден куп проблеми и ни говори дека во центрите за социјална работа се идентификувани голем број деца жртви на кои што досега требало да им се помогне. Но за жал во нашата држава не постои никаква сигурност ниту за деца, ниту за возрастни. Во нашата држава, за жал, секој е оставен сам на себе. А
одговорните и оние кои што треба да поднесат одговорност и грижа подеднакво за сите, повеќе гледаат за лични интереси отколку за целокупното општество. Она што треба да го знаат денешните предложени кандидати е дека тие пред се треба да се професионалци, да се стручни и да работат согласно законите во државата. Но колку што на сите ни е познато, во последните години откако ја имаме оваа власт, не важат ниту професионалноста, ниту стручноста, а најмалку се почитуваат законите, посебно оние закони кои што се протнуваат овде на сила, нелегитимно, законите кои што се повеќе по скратена постапка, под закрила на европското знаменце и така натаму. Затоа, почитувани, треба внимателно да се работи. Треба да се поставуваат исклучиво професионалци на позиции, посебно на оние места каде што станува збор за деца, како што е и овој совет за кој што денес зборуваме. Господинот Милчо Велјановски и госпоѓа Елена Ивановска-Миновска треба сериозно да се ја сватат оваа позиција како нови членови на Советот за детско представништво и како што кажав треба да работат совесно и посветено. И само на тој начин ќе имаме совет кој е самостоен, независен и непартизиран и совет кој што ќе се врши работата онака како што доликува и како што треба. Се на се, кога ќе се собере и кога ќе ги прочитаме биографиите на двајцата кандидати, кои што рековме ќе бидат нови членови на Советот за превенција на детско престапништво, ќе заклучиме дека се соодветни за овие позиции, но како ќе работат, останува да видиме. Нема да должиме многу за нив, но има многу други теми за кои навистина треба овде да продискутираме и се додека не ни се дадат одговори и не се изнедат решенија за реалните проблеми кои што ги имаме, нема да отстапиме. Ако за власта катастрофите во здравството не се реален проблем, за нас се. Ако за власта конфузијата и хаосот во образованието не се реален проблем, за нас се. И ова се темите кои што во моментот нас најмногу не засегаат и за кои што сакаме да зборуваме и да изнајдеме решение. Ако не сакате сега и овде заеднички, тогаш, почитувани, дајте си оставка, ајде на избори, па да видиме кому народот му верува, а од кого на вистина му е доста. Благодарам.